Da se opredeli prava koja što je paralelna na pravata 3x plus 2y je jednako na 5, imenува niz točkata A su x koordinata 3 i y koordinata minus 4. Pred da počneme da rešavаме задача, да се подсетиме на нещо от предаването. Ако ни е дадена точка А со координати x1 и y1, къде што x1 и y1 се реални вредности и имаме познат коефициент на правец К, значи и коефициентот на правец ни е К, тогаш правата со коефициент на правец К, која што минува низ точката А е дадена со следната равенка. Y минус y1 еднакво на K по x минус x1. Знаеме дека правата која што ја бараме е паралелна со правата на 3x плюс 2y еднаква на 5. Што значи тоа? Дека правата која што ја бараме и оваа права имаат ист коефициент на правец. Значи имаме K1 е еднакво на K2, а K1 и K2 ако се коефициенти на правец на две прави, тогаш овие две прави се паралелни. Уште нешто. Право во експлицитен облик се запишува како y е еднакво на kx плюс c, каде што k и c се реални вредности. За да го најдеме коефициентот на правец на оваа права најпрво треба да ја запишеме во експлицитен облик. Па така, 3x плюс 2y е еднакво на 5 е еквивалентно со 2y е еднакво на 5 минус 3x. Значи оваа права сакам да ја запишам како y е еднакво на нешто. Од тука y е еднакво на 5 минус 3x врз 2. Сега ова ќе го запишам како 5 врз 2 или 5 половини минус 3x врз 2, 3x врз 2. Или ова, ајде уште еднаш, е еднакво на 3 половини по x плюс 5 половини. Правата 3x плюс 2y е еднакво на 5 во експлицитен облик е следната. Y е еднаква на минус 3 половини по x плюс 5 половини. Сега може да го прочитаме К, односно да видиме колкав е коефициентот на правец на оваа права. К ни е аргументот пред x, во случајов ни е минус 3 половини. Да се вратиме на задачата. Во правата која што ние треба да определиме, знаеме дека коефициентот на правец треба да биде еднаков на минус 3 половинки. Зошто? Бидејќи таа барана права треба да биде паралелна со 3x плюс 2y еднакво на 5. Наредно го применуваме тоа што го објаснавме во овај дел, односно имаме некоја точка, тоа е точката А со координати 3 минус 4 и имаме познат правец кој што го определивме во претходните чекори, односно К е еднакво на минус 3 половинки. Како да продолжиме понатаму? Заменуваме само во оваа формула, односно во оваа рамка. X координатата на оваа точка е 3, што во случајов да биде согласно со ознаките во оваа формула, тоа е x1, додека y координатата е минус 4, да биде согласно со овие ознаки, тоа е y1. Има y останува минус y1, че имаме минус 4, еднакво на k, во случајов е минус 3 половинки, по x, минус, на местото од x1, заменуваме 3. Со оваа равенка ни е определена бараната права. Понатака, ќе ја запишеме оваа права во експлицитен облик. Имаме минус по минус 4 ќе даде плюс 4, имаме y плюс 4 еднакво на минус 3 половинки x плюс минус 3 половинки по минус 3 е еднакво на 9 половинки
Ili imamo y jednako na minus 3 polovinki x plus 9 polovinki minus 4 ili ova je jednako na minus 3 polovinki x, 9 polovinki minus 4 polovinki je jedna polovina ili pišuvame tuka plus jedna polovina. Što napravimo posljednji četvrti sobra? Ovo je dva izraza, odnosno 9 polovini minus 4. Konečno, y je jednako na minus 3 polovini x plus 1 polovina je paralelna na pravata 3x plus 2y jednako na 5 i ušte poveće minula iz točkata a so koordinati 3 i minus 4. Продължуваме со вториот начин, по определувањето на k, односно k е еднакво на минус 3 половинки, правата која што ја бараме има следниот облик. Y е еднакво на минус 3 половинки по x плюс c. Неодредено ни останува c. Ако знаеме во случај дека некоја права поминува низ одредена точка, тога знаеме дека точка АБ, тоа знаеме дека B е еднакво на и ова права ќе ја означам со некоја. F од x е еднакво на F од А. Што значи? Ако заменам за x во оваа формула 3, а за y минус 4, тука треба да добијам точно равенство. Наместо y пишувам минус 4, наместо x пишувам 3. Че добиеме минус 3 половини по 3 плюс c. Оттаму имаме минус 4 еднакво на минус 9 половини плюс c или c е еднакво на 1 половина. Се враќаме. Тука, конечно, бараната права е y еднакво на минус 3 половини x плюс 1 половина. И на овај начин ја добивме истата права, односно правата y е еднакво на минус 3 половини x плюс 1 половина. Ајде уште еднаш да подсетиме, да повториме. Штом дадената права минува низ оваа точка, тогаш ако ги замениме координатите x и y од оваа точка во равенката на правата, треба да се добие точно равенство. Што значи тоа? Ако заменам тука y е минус 4, треба да добијам дека тоа е еднакво на минус 3 половинки, се на местото од x заменувам 3 плюс 1 половинка, односно добив дека минус 4 е еднакво на минус 8 половинки, односно минус 4 е еднакво на минус 4. Ова беше само илустрација дека што значи една точка да лежи на правата, односно правата да минува низ дадена точка.